Дами и господа, момци и девојки, баби и дедовци и ти слушателу, го слушате новогодишното апокалиптично шоу на Радио Христо со Бранка Качамаковска. Се ближи нова година. Јадеме кифлички и руска салата по рецепт на Алачки, а на огромно задоволство на сите желудници, таа нема да биде гостинка во емисијата. Пред да го започнеме разговорот со нашиот ексклузивен гостин, да ги чуеме најновите вести од чудесната ни Македонија и околината. Вестите ги подготви Светлана Кечапковска. Сврти 192, 192, 192, 192. На 21 декември го најавуваат официјалниот крај на светот. Министерката Горданка Јанклуковска со свој став: МВР нема да дозволи апокалипса. Сите полицајци ќе бидат на терен и ќе чекаат некој да пријави какво било сомнително однесување. За разлика од загрижената Горданка, од опозицијата не стравуваат. Тие порачаа на министерката дека сме 100 години наназад и ги советуваа граѓаните дека нема потреба од никаков активизам. Тешка сообраќајна несреќа се случи на улицата Јури Гагарин во Скопје. Ирвасите на Дедо Мраз се судрија со багер на фирмата Бетон. Првите комши и студентите на високата школа не успеа да го проследат настанот, бидејќи го чистеа и кречеа факултетот на чело со тетка Джемиле. Во судирот никој не е физички повреден, а психички растроени сме веќе сите одамна. Цела година шеташе и ја промовираше Македонија. Собираше инвестиции и се сончаше на дестинации кои ние ги гледаме само по филмовите. Го прашавме премиерот каде ќе отпатува за нова година. Годинава се изморив во обид да донесам што повеќе инвеститори во Македонија, па за нова година одлучив да останам во земјава. Со најблиските ќе славам во Кривогаштани, а за бадник во својот дом во Скопје, за да вртиме репче со паричка. Од следната учебна година ќе има промена во учебниците по географија. Основците ќе учат за морето солзи во Македонија. Досега се собрани 500.000 литри солзи од очите на фановите на турските серии. Тие со неверување и паника ја дочекаа одлуката на Советот за радиодифузија дека повеќе турски серии нема да се емитуваат во етерот. Од град Скопје открија најдобрата македонска оперска пејачка Ана Дурловска ќе настапи на плоштад Македонија за новогодишната вечер. Ексклузивно слушнете како Ана се подготвува. Се извинуваме што не ве предупредивме дека тампоните се задолжителни. Слушате Христо Радио. Ако типот од Англија можеше да се пикне во афганистански кафич, нашата репортерка Црвенка Пискликовиќ ја вклучуваме во живо од Антарктикот. Ало, Црвенка, дали се слушаме? Да, повелете. Вклучена си во програма Бујрум за тебе и за ексклузивниот гостин. Каков гостин бе ова погребално предпријатие Гришкасте? Се извинуваме, сепак Пискликовиќ е на втората линија. Кај сте, лека Чамаковска? Смрзнав овде бе. Пиев кафе, се чекнав на Антарктикот, папата ми напрел успат фолоу на Твитер, жива сум на -30. Но доста зборуваме за мене. Имаме ексклузивен гостин, некој кој воопшто не го очекувате. Пред се да му посакаме добро вечер на Дедо Мраз. Дедо Мраз, дали се опоравивте од сообраќајката пред Бетон? Пред се добро вечер, драги деца. Се извинувам. Која сообраќајка? Дедо Мраз, сообраќајката пред Бетон на Јури Гагарин. Тоа беше забуна. Не бев јас.
Јас одам само во земјите од ЕУ. Од ЕУ Европската Унија, сваќаш? Тоа беше Коце Трајановски кој речи да ги изненади скопјаниве со ирваците негови измислени. Дедо Мраз, која е вашата новогодишна желба? Па да ми измислат подобар прехар. Знаете, лепи ми е некако грд. Јас ви благодарам, Дедо Мраз, што бевте гостин во новогодишната програма на Христо Радио. Благодарам и на вас што се потрудивте да дојдете до овде. Но може да ви кажам нешто? Хајде, Дедо Мраз. Лепа сте ко Ферхунде, ама очигледно никогаш не сте слушали интервју. Кажи се, лепа дамо, под прашањата и отварањето општествени проблеми. А Ферхунде, се покајав што бев твој гостин. Слушај ваму, Дедо Мраз. Се извинуваме за техничките проблеми. Почитувам професоре и драги колеги, тоа беше се што ви подготвивме за ова предновогодишно издание на Радио Христа. Среќна нова! Леле, како крајот на емисијата, ништо не сватив, не може така, не може тука да биде крајот на емисијата.